Појавата на чума кај малите преживари во соседството го вклучи црвениот аларм и во нашата држава. Болеста кај овците и козите е сериозна и предизвикува големи штети, велат ветеринарите. Се пренесува со близок контакт меѓу животните, а ако е заболено едно животно, се затвора целото стадо, движењето како и продажбата на млеко и месо. Оваа болест е вирусно заболување. Реков дека се појавува конкретно кај малите преживари, кај овците и козите. Штетите се многу големи. Вирусно е заболувањето. Се пренесува по исцедок од очите, од носот, од устата и од изметот. Конкретно можем да кажем за ова заболување дека нанесува големи штети. Ако се појави и една единка во стадото, автоматски доваѓа до затварање на целото одгледувалиште, што значи се забранува движењето, продажбата и сите оние производи кои што се во самото стадо, како на месото, така и на млекото. Ако се забележат било какви промени кај животното, навремено да се пријави кај матичниот лекар, апелираат ветеринарите, бидејќи смртноста на болеста е со големи од 50 до 100%. Пацијата трае од 3 до 6 дена, најкасно 10 дена. Економските штети, како што напоменав, се многу големи. Прво, појавата на лезиите во устата, тоа е еден од симптомите, исцедокот од носот и од очите и појавата на диареја, односно проливите. Се манифестира со покачена температура и намален апетит. Воедно, животното паѓа во депресија и како резултат на ова заболување може да дојде до појава на проблеми во дишните патишта и појава на абортуси. Смртноста кај овие животни е од 50 до 100%. Почитување на биосигурносните мерки да не се мешаат стадата, со цел оваа болест да не се прошири во нашата држава. Во спротивно се јавува опасност од намалување на јагнешкото месо, како и извоз на македонското јагне. Да се пази, да речеме, околе границата со Грција, да не се мешат стадата и да се избегнува да се пасе блиску до граничната линија, да ги пасат овците шо подалеку, да речеме, од граничната линија. Од југ Грција има више околе 15.000 заболени овци, Романија има околе 200.000 овци шо угинати. Докторите апелираат да се купуваат животни само со сертификат и крајно да се внимава со цел да се заштити државата од појава на чума кај ситните преживари.